Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ телевизија. Во продолжение следува уште едно издание на емисијата Со повод. Со повод ќе говориме за образованието во Кавадарци и во Македонија во минатото. Имам чест мој гостин вечерва да биде професор Добре Ставров, човекот кој што го издаде капиталното дело за образовниот систем во Кавадарци под наслов 120 години гимназијско образование. Тој во оваа книга употребува, користи многу податоци кои што се од голем интерес за прикажување на растежот и развојот на гимназиското образование во градот Кавадарци. Вечерва во оваа емисија ќе имате можност да слушнете нешто повеќе за тоа како се развиваа образовните институции, за реформите во образованието, меѓутоа и за образованието како струка. Професор Ставров, добро ни дојдовте. Добро е најдов. Помина промоцијата на ова капитално дело, граѓаните веќе кавадарчани со задоволство го читаат и се она што се наоѓа како податок во него е интересно да се прочита, да се осознае и така натаму. Ќе почнеме со она што значи образование или образование како струка. Се надевам дека граѓаните кои што има можност да ја прочитаат книгата, ќе најдат доста податоци за образованието во Кавадарци, а напоредно со образованието и за градот Кавадарци. Ова моја публикација практично е хроника или, еве да наречеме, летопис, не само за образованието во Кавадарци за 120 години, туку и за општествено-економските и политичките прилики во периодот за кој се однесува книгата. Образованието е камен темелник на општествениот напредок и сите други области од науката практично се темелат токму на образованието. И нашиот народ долги години се стремел да оде по патиштата на прогресот, сватил колку е корисно и значајно да се отвараат училишта, да се стекнува образование, меѓутоа во оние мрачни робски векови низ кои минувал, тие своји желби не можел да ги остварува по своја волја и во своја корис. Дури и училиштата што се отворени на туѓи јазици практично биле во интерес на туѓи потреби и служеле во интерес на оние што практично не признавале никако нација, а не ни го признавале ни јазикот. Така да патот до образованието кај нас е и долг, и тежок, и многу макотрпен. Во секој случај сме имале среќа за време на Втората светска војна, за време на Народно-ослободителната војна да бидеме на страната на оние што се борат против фашизмот. Ние
во овој период на Народно-ослободителната војна, практично во историјата наша ја имаме првата извојувана победа во војната и како резултат на тоа е ослободена Македонија и е направена, створена првата македонска држава, современо. Кога зборуваме за Народно-ослободителната војна, јас морам да потцртам дека кај нас, во Тиквешијата, носители на Народно-ослободителната војна се токму нашите ученици. Тие се организатори и реализатори на војната. Од партизански одреди, преку батальони, бригади, дивизии и корпуси, нашата Народно-ослободителна војска, сега подцртувам една многу значајна работа, со црвената звезда петокрака, која ја имаат нашите војници на своите капи и на своите борбени знамиња, како единствен белег за распознавање, со таа црвена петокрака извојува победа, и тоа без ничија помош, до крајот на 1900, до ноември месец 1944 година, нашата земја беше потполно ослободена. Без ничија станска помош. Тоа е дело исклучиво на нашата Народно-ослободителна војска. Јас сум по професија учител. Покрај воспитно-образовната работа, учителот има за задача секогаш да ја зборува и вистината и да е носител на напредни револуционерни идеи. Јас не можам да преминам преку една историска вистина која доби друга конотација. Јас не можам да сватам како можеше да се исфрли од нашиот грб звездата црвена петокрака, која е символ во цел свет на борбата и слободата. Француската револуција има култ кон црвената боја преку црвените цреши и црвената петокрака. Не знам овие наши политичари како може да направат ваков греф, не само кон историјата, туку кон оние што се бореа во таа 100.000 наша армија, која со таа петокрака како единствен препознатлив белег може да ја исфрлат. Не ми е сосема јасно зошто е тоа направено, но јас, како да чувствувам некоја професионална обврска, на овој начин да се обратам до моите драги ученици, до моите драги сограѓани кавадарчани и посебно до овие генерации ученици, да знаат дека
петокраката црвена звезда, црвената петокрака звезда беше символ на слободата и борбата на нашата народно-ослободителна војска. Со таа петокрака луѓето се бореа, извојуваа слобода и не створија држава, и греф е спрема борците, а посебно спрема оние што ги дадоа животите, да се отфрле овој символ на нашата ослободителна војна. Да потцртам една работа. Нашата народно-ослободителна војска немаше униформа. Немаше ни оружје специализирано по родови на војска. Единствен белег, заеднички, препознатлив беше звездата петокрака на капите и на борбените знамња. А се знае, борбеното знаме во војувањето е најзначајниот символ за кој се борат и гинат луѓето. Го носат најхрабрите војници. И може сите да погинат, а ќе погине посреден, бранејќи го знамето, тој што го носи знаменосецот. Се надевам дека ќе преовладее во иднина разумот и ова толку значаен символ на нашата борба и слобода да си го најде пак своето место во грбот на нашата татковина. Образованието, професоре, е процес кој што се градел со години. Многу луѓе придонеле во изградбата на она што го имаме како образование денеска. Да се навратиме на периодот до 1956 година. Какви реформи се правени овдека и како се развивало образованието до овој период? Прво да кажам за професијата наша, учител, наставник или професор, се едно. Целта е една, јасно ли? Нашата професија е многу благородна, но истовремено и многу одговорна. Поготово во средното образование. Тоа е период кога учениците во средните училишта ја имаат најбурната младост. Луда младост, пубертет. Но истовремено тоа е време на почеток на нивното интелектуално и духовно созревање. Тоа е време кога се формира нивниот карактер, кога се стекнуваат културни и работни навики. И затоа работата на наставникот е многу одговорна кога треба во тој бурен период на младоста да им се помогне на учениците. Наставникот со секој свој гест, со секоја своја постапка треба воспитно да делува и да допринесе за тие културни навики, за работни навики, да ги стекнат учениците, бидејќи тоа што ќе се стекне тогаш останува за цел живот. Утре екзистенцијата на децата во животот, кога веќе ќе бидат возрастни, зависи токму од тие навики. И затоа викам, е многу благородна, ама и многу одговорна задача
за наставникот, било од кој ранг, а посебно во средното образование. Ние во Кавадарци, граѓаните од Кавадарци и Текашијата, сме многу бројни во Народно-ослободителната војна. Затоа зборуваат и 4 бригади, составени воглавно од наши луѓе. Тоа се 2-та, 9-та, 10-та, 11-та. Јасно е. И ние сме меѓу првите градови ослободени во нашата Народно-ослободителна војска на 7 септември. Бидејќи имаме многу јака организација, политичка, ние веднаш по ослободувањето го формираме органи кои ќе допринесат за општествено-политичкиот и културно-забавниот живот во Кавадарци. Па така е веднаш формиран Околински народен ослободителен одбор, инаку градскиот е уште 1943 година формиран, а формирани се и многу местни народно-ослободителни одбори. Тие местни народно-ослободителни одбори се главната потпора на нашата народно-ослободителна војска. Постои една извородна координација и конспирација, бидејќи се уште непријателот е тука, меѓу војската и народно-ослободителните одбори за снабдување на нашите борци со храна, со облека, јасно ли, и со друга логистика што е потребна во таква борбена ситуација. Веднаш по 7 септември кај нас е формиран Агитпроп. Тоа е организација за агитација и пропаганда на веќе ново настанатата состојба со ослободувањето на градот. Председател на Агитпропот е Љупчо Шкартов. А одговорни по области се Апостол Апостолов за образование, Велко Попкоцев за библиотека и Милан Даскалов за театарска дејност. Сите овие секции на Агитпропот работат безпрекорно деноноќно. Покрај нив, тука се воглавно ангажирани ученици од гимназијата. Тука се Коце Каровски, тогаш уште е ученик, Лазо Грозданов Ролич, познати фудбалер и директор на Домот на културата, Илија Каровски, ученик, Александар Грков, Цане Грков, Манчо Мешков, Мице Мицков, Лена Миткова, Шемова и други кои учествуваат во ова театралната група, што ја води Милан Даскалов. И тие веќе издаваат и представи, еве сакам посебно да напоменам дека тогаш одма веќе при крајот на септември во Кавадарци се формира и разгласна станица. Автор на таа разгласна станица е Диме Мустеников Перодршковиќ, познат повеќе.
тој прави разгласна станица со 50 вати, од 50 вати, со радиоприемник, микрофон и 3 звучника, наречени тогаш инки, кои се од по 10 вати. Тие 3 звучника се поставени, еден на чаршијата, друг во поланата и трет во Дарданелите. Преку тие звучници се даваат вести. Наутро од 6 до 8 и навечер од 16 до 18 часот. Инаку до тогаш, до појавата на ова разгласна станица која работи на акумулатори, оти уште нема струја, докаш сите соопштенија за граѓаните ги дава Васил Неделков со барабанот на одредени места за да им соопшти на граѓаните. Откако се воведуваат овие 3 звучника во градот, граѓаните од Кавадарци во определеното време на емитување се собираа пред звучниците, така наречени инки. Формата на звучниците беше во форма на инка и каде ќе одиме на инките. И тука ги слуша вестите од секојдневните настани во градот, а и надвор од градот и во републиката, а и во светот. Па тогаш беа многу на мода и така наречените врапчиња. Тоа се едни шеговити така досетки, ама актуелни за тоа време и многу со интерес се слуша од граѓаните. А автори на тие врапчиња се воглавно Киро Мукаетов, Васил Анастасов, Лазо Каровски, Александар Грков, Грозданов Ролич, Иле Каровски и Бранко Иванов. И го заборавив Илија Бадев. Сите тие се составувачи на тие врапчиња. Еве, дури вака се сеќавам како започнува јас сум врапче, цел ден летам и низ светот сегде шетам. Се што знам ќе ви кажам и натаму следува. Како например на Дреновската клисура, нема ден да нема бура, там се бијат нашите сили, горат тенкови и автомобили. Или една многу друга интересна, едно друго интересно врапче сега ми е наум. Од Лондон кралот Абердава во земјата сака да се врате, а не му порачуваме и убаво и умно го советуеме да се седе мирно тамо, не ни треба нас вамо. Не сакаме влада кралска, ние ќе си правиме наша, не сакаме влада кралска, народот и натаму да страда. Така во тој смисол. И си имаме наша војска, силна, млада, македонска, животот ќе си го правиме како што ние си знаеме. Такви актуелни теми се содржина на тие врапчиња. А покрај врапче има и трнчи и копривче. Тие се поуште по боцливи, ги исмеваат некои нови настани
од новото социјалистичко време, така да кој ќе сгреше, ќе го буцнат Со трнче. со трнчето или ќе го боцнат со копривата. Сето е ова период кога во Кавадарци созреваат културните случувања, кога се работи на развој на културата, образованието. 56-та година е значајна за образовните реформи. Кажете ни нешто за ова случување кога гимназиското образование од 8 е намалено на 4 години, а основното од 4 е зголемено на 8 години. Пред да одговорам директно на вашето прашање, сакам да се задржам на почетоците на образованието по ослободувањето. Веднаш по ослободувањето веќе реков дека е формиран и просветен одбор. Просветниот одбор го води Апостол Апостолов, тој е професор по географија, многу образован човек, а нему му помагаат учителите Диме Боев и Ефтин Кочов. Тие веднаш пристапуваат кон изработка на наставни програми за основното образование. А бидејќи има и насока да се отворат, да се обноват и оние 7-годишните училишта, прогимназиите ги ангажира професорите од гимназијата, која за бугарско време работат, да ги подготват и програмите за прогимназијско образование од 1 до 3 клас. На тие програми пак работат покрај Апостол Апостолов, Александар Ленин и Ленча Велкова. Така да, веднаш по ослободувањето е направена една многу корисна група што ги спрема овие наставни програми. А за да се почне со образование во тој период на опустошена земја е многу тешко. И тие покрај што се грижат да направат наставни програми, се грижат и за просторните можности во училиштата, јасно ли, и во градот, и во селата, за нагледни средства, за учебници и, што е најважно, за ангажирање на наставници. Нема наставници, нема наставен кадар тога. Па е донесена одлука и од просветниот одсек при Аснов, сите професори, наставници, што се во редовите на Народно-ослободителната војска, да се ослободат и да се ангажират за професори и наставници, учители во училиштата што треба да се отворат. Кај нас се донесува одлука учениците од 6, 7 и 8 клас сите да бидат ангажирани во настава во основните училишта. И во тој смисол, уште при крајот на, уште во втората половина на септември е одржан и првиот учителски курс за идните учители во селото Бегнеште со 12 слушатели. Тоа се веќе познати имења од Кавадарци: Диме Мешков, Диме Пемов, Киро Роглев, Ило Атанасов, Лазар Лалков, Никола Гечевски и 3 жени: Ѓуфтева, Павлина, Камка Јосифова и Сика Врангалова. Тоа е курс одржан во Дреново, во Бегнеште.
Основното образование во Кавадарци започнува на 22 октомври. Ние сме меѓу првите во Македонија што организираме образование во основните училишта. Веќе во септември, не, во декември од 15 до 31 се организира втор курс за учители во Димката Ангелов Габерот, јасно ли? И тоа веќе овозможува оние што се со недооформено образование, сепак да се здобијат со методско-дидактички познавања, за да можат поуспешно да ја обавуваат учителската работа. И тие два курса многу се корисни за сите оние што се ангажирани да бидат учители. А летото веќе пак 45-та година, бидејќи ние сме Тиквешка околија со две општини, Кавдаречка и Неготинска, во Велес како округ се организира летен едномесечен учителски курс со над 120 слушатели од овие околиите Тиквешка, Гевгелиска, Велешка и Свети Николска. И тој курс е успешно завршен, убаво организиран, а го организира токму нашите овие Апостолов веќе станува окружен проначалник, така се вика, за образование, Диме Боев станува окружен инспектор, Кочов исто така, така да тие го организират и овој курс во Велес. На тој начин, во секој случај, се здобиваат многу луѓе со основните, барем педагошки знаења за да ја обавуваат поуспешно својата работа. И многу наши ученици од оние од 6, 7 и 8 клас после не се вратија во гимназијата да си продолжат, да ме останаа како учители. Бидејќи веќе наредната година се организира 13-месечен прогимназијален курс, што беше во ранг на више педагошка школа. И тогаш се произлезени првите наши наставници за нижите класови во гимназијата или за прогимназијата од 1 до 3 клас. Гимназијата почнува со работа на 5 февруари 1945 година. Донесе една одлука да се отворат гимназии уште на 4 октомври. Меѓутоа, условите се такви што не може да се организира така лесно и брзо наставата во гимназиите и во другите неколку средни училишта, затоа што се во прашање просторни можности, наставници, нагледни средства, учебници, јасно ли? Меѓутоа, кај нас се направени усилби и се е тоа на време свршено, така да на 5 февруари се обезбедени 9 наставници и почнува со работа гимназијата. На 5 февруари е одржан првиот час за да се формират паралелките на веќе упишаните ученици и да се направи распоред. А наставата почнува на 6 февруари. Тој ден е посебно значаен за нас во Кавадарци, а и за сите гимназии во Републиката, бидејќи за прв пат нашите ученици во гимназиите учат во свој училиште, на свој
мајчин, милозвучен македонски јазик и тоа е голема среќа, радост, задоволство кај учениците и кај родителите. Тоа е настан за паметење и ја, например, а и сите тогаш сме се воодушевувале од тој настан што најпосле ни се дава можност да учиме во свој училиште и на свој мајчин јазик. За прв пат тогаш се воведува македонскиот јазик како наставен и службен. А за една година джинотот на Брегово, ја така ќе го наречам, Блаже Коневски, познатиот наш поет, научник и лингвист од светско реноме, прави кодификација на македонскиот литературен јазик, го усовршува и, што е најважно, во лингвистичката наука му го определува посебното место меѓу словенските јазици. А тоа е многу голема придобивка за нашиот јазик и за нашиот национален идентитет. И затоа нашиот народ треба да му биде посебно благодарен на овој извореден ум што се родил во Македонија. Во гимназијата во почетокот се обезбедени 9 наставници. Ленча Велкова како директор и наставници Александар Линин, Цвета Линина, Цвета Лазарова, Нада Димитрова, Фруса Апостолова, Душко Константинов и подоцна Антонина Хручова по руски јазик и уште еден наставник за кој моментално не можам да се сетам. Така да со 9 се започнува, после еден месец се веќе 11 наставници и се застапени сите предмети предвидени по наставна програма. А заборавив да ги спомнам браќата Мукаетови, Тошо Шкартов, Тодор Шкартов, брат на Љупчо Шкартов. Тие сите се ангажирани во наставата и многу придонесуваат не само за наставата и за културно-забавниот живот во Кавадарци. Сите се оптеретени да продаваат по 2-3 предмети и фондот неделен на часови им е над 30 час. Ама работат со ентузијазам, со волја, бидејќи прв пат е оформено македонско училиште и така да никој не се жали, а сите се задоволни и радосни што најпосле имаме свој училиште. Во гимназијата реков дека се упишани од 4 до 5 клас, 4 и 5 и 6 клас, а учениците од претходниот 6, 7 и 8 клас се веќе во партизани пред тоа, а потоа ангажирани како учители во основните училишта, да се има пред. А од 1 до 3 клас веќе почнуваат со овие основните училишта на 22 октомври, така да тие учат во Габерот. А гимназијата учи доле во денешното основно училиште Страшо Пинжо, старата гимназија на старата зграда на гимназијата. Видите, тога е многу проблематично да се дојде до наставници од причина што нема наставници. А и доколку се најде, Кавадарци е тога е висинска, што знам, провинција. Немаше каде да се сместат настанување. Куќите беа трошни, ниски,
од плитар, немаше вода, немаше струја, јасно ли? Така да школувањето во тие првите 10 години беше многу тешко за учениците. Учениците во гимназијата беа малку рангирани на повисоко ниво, тие представуваа сепак една елита во градот, ама има и многу голем придонес во обновата и изградбата на Кавадарци. Учениците има многу јака скоевска организација и средношколски комитет, така да тие беа носители на сите акции во градот. Првата улица 7 септември, кога се гради, водоводот од Моклиште, па до градбата на пругата градско Демиркапија учествуваат, а подоцна учествуваат и на работни акции, јасно. Но секогаш се активни во работните акции организирани во градот. Исто така и во изградбата на рече го стадионот, игралиштето. Видите, тога куќите во Кавадарци навистина беа трошни, со малку простории, немаше вода, немаше осветление и навистина беше многу тешко да учиш при такви услови. Јасно. Првото водоводот се пушти 1948 година. Реков, правен нарака со копање воглавно од учениците и градската младина. Меѓутоа, водата до домовите дојде дури после 2-3 години. Јасно. Првото осветление во градот се направи, се пушти на 13 март 1949 година. Тога се набави агрегат со сила на моторот од 150 конски сили и сила на динамата од 120-150 киловати и привремена мрежа се направи до потребните објекти обштествени, тоа беа општината, внатрешни, војни одсек и дури при крајот на 49-та година, например, гимназијата доби осветление. Меѓутоа, и осветлението работеше скратено. Сијалици дома се, поправ сијалици се употребува само до 40 вати. Работеше само навечер по 3 сати. Летно време од 6 до 9, поправо од 5, така, од 6 до 9, а зимскиот период од 5 до 8. И за тие 3 сата, јасно ли, имаше осветление. Меѓутоа, после, пак, луѓето се служеа со газени ламби. И пред да се гасне струјата, имаше 5 минути опомена со пали гаси, да се ги подготват домаќинствата, газените лампи, за да можат да продолжат понатаму со нив да се служат. Таква беше состојбата тогаш. Водата најнапред дојде до двориштата, ама во куќите не можеше да се внесе вода затоа што беа трошни. И водата многу подоцна влезе во домаќинствата кога почнаа да се прават нови куќи, па се правеа и нови бањи, јасно. Ама за сметка на тоа, па тога се изгради градска бања. Таа беше во просториите на денешните амбуланти. Само амбулантите после ги преадаптираа за амбуланти. А тоа беше цврста една зграда,
со 5 туша, јасно ли, и работеше 3 пати, не 2 пати во неделата, петок и сабота. Беа вработени Наќо Нанчев како ложач, а се ложеше со дрва и јаглен, Павлина Наумчева, така викаа, тога ги бања жените во петок, и чешмеджијата Боро Кочов, тој беше па задолжен да ги бања во сабота мажите. И се разбира, 10 до 15 минути туширање, звончето ќе за звони и мораш да излегуваш, јасно ли. Колку се избањала и колку била погодена водата, тоа е друго прашање, но во секој случај таа бања 15 години им служеше на граѓаните на Кавадарци сепак да одржуваат каква таква хигиена, а поготово па младите. 56-та година, професоре, е значајната во делот на реформите кои што се прават. Од 8 класа се кутка гимназијата на 4, а основното се зголемува на 8. Кажете ни го тој процес на реформирање. Па вака, гимназијата од ослободување до 56-та година работи од 1 до 8 клас. Јасно, како полна народна гимназија, така се води. Име има Јосип Брос Тито. Наставата се одвива редовно, критериумот е многу висок, иако условите за учење се мизерни. Јасно ли? Тогаш се оценува со слаб 2, добар 3, многу добар 4 и одличен 5. Тие се 4 оценки. Јасно ли? Не можеше да се помисли некој да интервенира за оценка. Јасно. Критериумот беше многу на висина и во оној период од 50-та до 56-та дури и многу ригорозен. На полугодие, оние што имаа 4 и повеќе слаби оценки, ги одбиваа на година. Го губеа правото на дошколување до крајот на учебната година. Ете толку без која. А матурската работа, матурскиот испит беше посебно тежок. Се полагаат 3 писмени работи. По македонски јазик, математика и стран јазик. Ако на писмената по македонски јазик добиеш единица, готово не те пуштат на устан. Готово ја губиш годината. До година. А 3 испитни сесии се. Јуни, август и јануари. Јасно ли? Ако добиеш пак од другите 2 писмени работи, слаби оценки, математика и стран јазик, пак ја губиш. Не те пуштат на устан. Значи мора сите 3 предмети да имаат висока оценка. Многу, најмалку 3. Позитивна оценка. Јасно ли? А покрај ова, овие 3 предмети се полага и на устен испит. А покрај нив се полагаше уште историја, географија, биологија и во прво време физика и хемија заедно. Значи, како еден испит се третираш, ама опфатените двата предмета со настава држана од 5 до 8 клас. Јасно ли? После, па дури и ги издвоја, па и поотделно се полага и физика и ода. Така да 7-8 предмети се полага на матура и многу луѓе губеве. Тогаш одличните оценки беа скоро ретки. Мојата генерација со 36 ученика во 8 клас, ние немавме одличен начетник. Јасно ли? А на матура 10 од нашите соученици изгубија година.
Јасно. По нас годината имаше само еден одличен ученик. Јасно. А по нив пак, јас сум генерација 551. 51, 52 имаше еден одличен. Ванчо Бошков од Неготино. 52, 53 ни еден одличен, 20 ученика од 37 падна на матура. Така да, строг критериум и една друга работа мора да ви кажам. Писмената работа што се полагаше на матура, не ја знаеја ни предметните наставници. Ја носеше насловот на писмената работа и задачите ги носеше пратеник од Министерството, а тоа беа воглавно професори од универзитетот, и се отвара пликот кога веќе учениците се седнати на своите места и пред целиот испитен одбор председателот, тој е председателот. Значи, го отвора пликот и ја кажува темата. Никаква подготовка не иде, ама ништо. Многу, тој период беше навистина многу тежок за учење. После постоеше еден многу строг дисциплински правилник. Па ние како ученици не смееме навечер да се задржиме повеќе од 8 сати. У зимно време до 7, пролетта и есента до 8. Летно време можехме да се задржиме и повеќе. Ако те најдат на улица, одма поведението се намалува. Ако втор пат направиш грешка, исклучување имаш. Толку строги правила имаше, така да ние не можеме да одиме ноќе по игранки, не можеме да одиме по серенади, јасно ли, мора да се придржуваш на вечерниот час и не можеме да одиме на кино. Ние на кино одевме исклучува во строј со еден или двајца наставници кои се задолжени да не одведат и да не испратат после кинопредставата. Навечера, ако се отиде заедно со другите граѓани, а те фанат, ти следува исклучување. Во книгата е наведен еден пример како матуранти на 1. мај, 10 души, одат на кино. Јасно ли? А на 20 мај веќе завршува учебната година. Се случува таму да биде и директорот Боги Крстев. Ова е 46-та година. Јасно. Ги забележува Боги Крстев и утре дента напишува ова решение, ги исклучува од училиштето. Имаме многу јака младинска организација, начело со Никола Бекчев, најодличниот ученик во нашата гимназија, од Неготино. Тој се зазема да и ја спасува ситуација. Го повикува министерот за образование, за просвета, тога се вика, да дојде, Динчо Мире, јасно ли, и председателот на младината на Македонија, па така го решават проблемот и едвам ги спасуваат учениците да не бидат исклучени. Такви беа тогаш прописани. Сега, доаѓа 1956 година. Се прави една ригорозна реформа. Се дошло до некој заклучок дека гимназиите се премногу застапени и треба да се оде на повеќе на стручно образование. И тогаш се затворени многу гимназии, меѓу кои и нашата. И наместо гимназија, тогаш е донесено средното шумарско училиште од Скопје во Кавадарци, а во Кавадарци како ново образовани училишта се лозаровинарското и економското. Сите три се во состав на гимназијата, а гимназијата сукцесивно треба да се затвори за 3 години, бидејќи 6, 7 и 8 клас мора да завршат по старата програма. Така да, тие се формира
Лозаро шумарско училиште и економско училиште со гимназија. Сите се под една дирекција на гимназијата. 1961 година дури ова Лозаро-винарското и шумарското се издвојуваат, а останува економското, ама 60-та година пак ја враќаат гимназијата, така да сега до тогаш тие 4 години беше гимназијата при економското училиште, а сега е обратно, економските паралелки се пре гимназијата вода. Ете, таа реформа тогаш направи многу вака неочекувани збрки. Основното образование од 4 го направија на 8, гимназиите од 8 ги вратија на 4 и практично ги изедначија со другите стручни училишта кои беа 4 годишни. Оти во другите стручни училишта до 4 клас се учи само во гимназија. Од 4 клас они добиваа ученици за стручно образование по струки. Професоре, се уште добро ве држи сеќавањето на сите овие моменти кои што се дел од минатото, од растежот и развојот на образованието во Кавадарци. Споменавме многу работи за кои што се надевам кавадарчани прв пат слушаат, особено оние помладите, меѓутоа е секогаш добро да се запознаат со историјата на својот град. Ви благодарам што прифативте да бидете наши гости и да споделите се она што е во вашите сеќавања е дел од растежот и развојот на еден процес на едно минато во овој град. Јас сум во својот живот приврзан кон моето родно село Мрзен и кон Кавадарци. Јас се чувствувам полумрзенец, полукавадарчанец. Младоста ми помина овдека, школувањето го завршив тука, целиот работен век го помина во гимназијата, бев ангажиран и во општествено забавниот и културниот спортскиот живот на градот, така да јас сум дел од градот. Во мојава книга имам доста напишано за градот и стојам на располагање ја во секој време, ако има потреба, за многу работи од минатото да вака изнесам некои впечатоци, сознанија за Кавадарци, за да имат сознание и представа и овие помладиве генерации за она што се случувало во минатото и како изгледал градот во минатото. Со сите оние меѓучовечки односи во кои не навлегувам, јасно ли, ама во бит ги познавам и ги знам условите под кои живеја кавадарчани. Кавадарци е многу изменет. На полошо или на подобро? На подобро, секако. На подобро. Старо Кавадарци не може да се препознае со новото. Новото е навистина новиот град веќе личи на урбанизирано место за живење и мислам оти и натаму ќе напредува. Секако. Благодарам уште еднаш. Молам. Почитувани гледачи, ова беше една емисија со повод посветена на случувањата во Кавадарци. Се вративме во минатото за развојот на образованието и се она што било актуелно во тој период. Наш гостин беше професор Добре Ставров, автор на делото 120 години гимназијско образование во Кавадарци, долгогодишен директор на гимназијата Добри Даскалов и професор. Благодарам што бевте со нас, имајте секое добро со нашата програма.